Така е. Ако не гледате самиот почеток, знаете дека ни е веќе весело во студио. Марк Де Јонг, нашиот Марк и неговите авантури почна од оваа недела веќе нели во втората сезона. Знаете за сите оние кои што гледавте каде се пропатува Марк во оваа прва емисија, но ќе ни каже како изгледа на едно снимање, токму на ваквите авантури. Но ќе ни раскажи и за тоа каква е авантурата наречена Македонија. И ако сме зборувале, така е, Марк, здраво. Здраво, добро утро, добар ден. Како дома си, така? Јас секаде се осеќам како дома. Од прв ден кога дојдов во Македонија, се осеќав дома. И како сакаш да не бидам дома во Телма, што мојата емисија овде поминува секоја недела. Така е, да. Како си задоволен и во прва сезона помина авантурите на Марк? Многу задоволен, презадоволен. Те среќаваат луѓе, те застануваат? Да ти кажам право, ме познавале и претходно за другата емисија и сега со авантурите на Марк навистина уште повеќе, оти сум поблиску од луѓето. Навистина одам кај нив, одам дома, разговараме заедно, збориме за храна, збориме за навики, за адети, за све тоа. Многу сум среќен. На овој начин ти повеќе ја запознаваш Македонија. Тоа е поентата од семот емисијата, е да запознам навистина како е Македонија. Македонија сите ја знаат, сите кажуваат оти Македонија за тоа Македонија. Македонија е преубава. Македонија е преубава држава, каде навистина сакам да се шетам, како да кажам, кај сите луѓе, да, низ неа, одам, сретнувам други култури. Имаме муслимани, имаме православни, имаме католици, тордеши, све евреи. Ете тоа е убавината што го прави да Македонија да биде убава држава, оти си има секој посебна. Како ќе те слушаат и наутро и нели сите сме никако со никаков стрес и така натаму, па не ни убаво, па ова, па она. А еве, можеш ли да направиш паралела една на Белгија? Мора. И на Македонија. Мора. Па, ако сакаш. Ако сакам? Да. Македонија е најубава. Верувај. Сериозно? Да, сериозно. Што работеше во Белгија, Марк? Ја во Белгија имав ресторан. Твој ресторан? Да, од кој имам 15 години сум во угостителството. Добро. Сум готвач, бев келнер, бев шанкар, све направив. Поминав по сите, како да кажам, делови сите сталива во угостителството и на крај си имав мојот ресторан. Бев презадоволен, навистина, ама после 9 години нешто немаш. Да, доста, 45 години, децата повозрасни и све, си кажам ајде. А детот, па кажам на баба ми, ќе одам да видам татковината каде баба ми, од каде потекнува и све тоа. Така. И дојдов. И знаеш, се заљубив и останав. Така. И Василка е виновна. Да, голем дел од поздрав до Василка. Обавезно ме гледа сега. Ете така, поздрав на бакнежи и приградки, така. Каде бевте во првата емисија од втората сезона, Марк? Каде бевме? Сега почнуваме со делот доле, Охрид, Струга, одиме Преспа, Галишица, Ресен, целиот тој регион. Затоа денес направивме да кажеме да, јас ги берев. Ќе видиш во емисијата, јас ги берев. Па ќе видиме, еве инсерти одат. Марк, одат инсерти. Прекрасно. Да, одат инсерти, добро, супер. Ете, значи ова се баш ресенски јаболки. Да, ресенски јаболки. Има и тикви, таму има све. Знаеш како убав регион? Не знаев оти имаше толку убавини. Каде беше точно во Ресен, кажи ми? Филитов Преспа го посети? Ете. Не сакам да ги кажам, ти ги кажав од ме, па да, Ма како може да не се каже една волшебна приказна, женска приказна, така е, да. Многу сум среќен да ги сретнав таа господја и навистина, да, прави едукативен центар да кажеме за деца, за повозрастни и све тоа. Супер, ќе видиш да некој продолжувам со тоа, ти све ќе откријам и на крај нема ништо да гледат луѓето на екраните. Што кога ќе те застанат, што те прашуваат луѓето? Исто како тебе. Дали сум среќен во Македонија? Чудно, многу луѓе ми прашуваат тоа и знаеш што му кажам? Па навистина среќен сум. Мислам ти се гледа. Како, зошто сте позитивен? Зошто сум позитивен? Па ти среќен сум. Многу лесно, едноставно. Можам да се заблагодарам исто во меѓувреме, знаеш, оти правиме прекрасна емисија, без нив, без нашите партнери, да кажам, дали Витаминка, Унибанка, Президент, Алпско, Годомин, сите Шато Сопот. Можам да ве се заблагодарам, оти навистина без вас не можам ништо да направам. Жиросметка после. Добро. Се шигувам, што ќе ни готвиш? И Телма телевизија. И Телма, секако, без Телма ништо, џабе спонзори. Кажи ми сега што ќе ни готвиш. Што ќе готвам денес? Што бе во регионот Ресен? Да. Има јаболки. Има и тикви. Добро, вие
Ти си ги Јас ги берев направиш овие. сам. Па знам дека кај Вики сам треба да береш. Така, таа не бере ништо. Ние бевме кога беа цришите никаде таму при крај. Точно така, да, ми кажа. Така, да. И супер си поминавме и Вики е стварно при крај. Имаше колачи за јадење? Колач ви направи некој? Не, немавме време да ти кажам право, на брзина поминавме кај незе и кажав оти јас ќе направам еден колаш, ќе го сникаме, ќе го пратам, ќе дојде. Полека кога ќе дојде емисијата ќе го Мора да дојде, ама мора да дојде. И го тука да ни дојде од Царев двор. Знаеш што ти за деца, окей, во Македонија си знаат, ти многу од деца се во град и живеат во село, знаат како се берат. Така. Ама јас од Белгија, јас порасна во градот. Има пуни ствари што Од кој град? Во кој град? Во Брисел. Во Брисел. Во Брисел, повеќе бетон, повеќе Ти тамо не викаше Македонија тамо, а? Го направив тоа на крај. Да, верувај, кој имаше екипата од фудбал што дојде во Белгија, а би имаше проблем. Или Македонија или Белгија. Добро. Бев во делот со македонците со Па нормално бе, Марк, па сега една баба ќе те донесе до Македонија, тоа е тоа. И врати се сега ќе приказнава околу што ќе да се готвиме. вратиме околу што ќе готвиме. Направив палачинки денес. Добро. Го направив брзо пред да дојдам, оти за жал немав услови да кажам да го направам овде. Тука? Многу рецепта, многу лесна, за мене е лесна. За вас ќе ви кажам 250 грама. Мене како што не ме бива, брашно. два пати кажи. Ајде. Добро. 250 грама брашно. Брашно. 20 сантилитар млеко. Млеко 20 Ставаме, да, сантилитар. Да, Добро. 21 сантилитар. Добро. 10 грама путер. 10 грама путер. Едно јајце. Јајца. Добро. Една јаболка. Јаболка. Да, една јаболка ставив. Каква? Не, на парче, све тоа во блендер. Една во јаболка блендерче си и едно правиш парче и парче тиква. Тиквица. Тиква, Добро. не тиквица, Тиквица е друга. Да. Убаво тоа изблендирано, малку зејтинче на крај и прашак за пecivo. Оставате пола сат и имате убава смеса. И со ова се прави малички како панкейк, што ќе бидат гарнир со лешници. Направи поиша, овдека баѓу. Лешници, гмечени лишмици, арно си го кажа. Да, точно. И малку мед. Лелелелелелелеле. Това за диета од Сабајле? За диета е прикал. Одлично. Што сакаш појке? Таман? Таман. Ненато далеку така ми Ненато кажува, далеку. да. Вака сега, Ненат е на диета. Да, тоа не се гледа. Марк, чека малку се. Не се гледа дека не треба или не се гледа дека сум на диета. Да појасниме. Ја мислам оти он ми е топ како е. Да ми кажеш јас да бидам на диета, ќе разбирам. Јас, да се Ти си разбираме. добра. Па и јас сум за диета. Слушај, Кате, кога сме кај диетиве и изгледот, Марк кога дојде во кујната наша во оброкот, кога нели јас му бев домакин, дојде од Тајланд, Да. прилично ослабен, така, виток во телото. Како ја заврши првата сезона и почнува втора сезона со неговото шоу? Готово. Така заоблендување во емисија, а, Ама Марк? тоа е од пробување. Да, ете тоа сега да Тоа кажам. е. Ненат проблем е во Македонија, знаеш што? Све е вкусно. Така е. Тоа ми е Тоа голем е проблем. проблем. И секаде каде одам кај луѓето се трудат да ми направат нешто најубаво, најбогато и морам да пробам. Така Ако е. не пробам ќе ги навредам. Добро. И знаеш што е И јас го пробањето? имам истиот проблем. Да. И овде се што се готви е вкусно и ја морам атерот да го направам да Атер. пробам. И тоа е тоа, нема диета. Ненат, ги знаеш бабите. Убаво е, супер, ајде уште. Ајде уште една. Убаво е, ајде уште. Ајде уште една Ако не чинија. што не е убаво? Да, ајде. Добро, нема нема крај. во Белгија. Не, Не. не, да Ако ти е страф, никеш, да никеш. чукнаш на врата или да звониш кај некој, нема да ти отвори. Ако немаш предвидено, Мораш да да кажам, се најавиш. Па, што мислиш? Ама и си Ова е, носиш пијачка? Да. Мора. Оти ако не носиш пијачка, немаш ништо за пиење. Така е. За да бидеш сигурен, мора За да бидеш сигурен, да. Да. Но, она што ќе биде исклучок, освен што имаме овдека, нели, готов дел околу палачинките, Да. нели, имаме и можност за прв пат да видиме како се врти Па, палачинка. многу Така? лесно. О, палачинката, овие се панкек, малку подебели така, како мене, како- попунети. Па да, мораше. Тенки палачинки не одат. Овде ќе направиме мали и дебели. Чекај моца. Ова да тргнеме Да, за да, да да. може да ги покажеме. Сега ќе почнеме. Мислев од Ненат ќе збореше Па малку, не? малце, една Ајде. можеме да направиме чисто Една да можеме да покажеме, а направиме. потоа Ненат може да продолжи со нашата гостин. Добро. Знаеш како дека светот ни е во Тилма денеска. Гостинката живее во Виена, Во Австрија. инаку е Австрија, роден, да. родум од Македонија. Ти беше во Брисел. Исто како мене, нешто така приказна, да. Ти беше во Брисел, па ни се врати овдека. Не знам неа што ја натирало да ни се врати во Македонија. Љубов. Гара? Не. Не е љубов, ама ќе биде љубов, Марк. Сигурен сум. Ама она не Сигурен сум. малку време. Па ќе најде, кога ќе најде ќе биде тешко после.
Да видиме дали се вратила или е само на Да видиме поминување. дали... така е. Ајде, ќе му ставиме малку. Може. Малку зејтин во тавата. Само да видиме Да. една палачинка и удиме се силиме во другиот дел. Да, многу збориме ние. Не, па ти супер сме ние. Супер сме да не пукне. Не, Немој. супер. Добра. Време ми е страв со... Немој да не ни избркаат, Марк. Ова никад не Ќе сме го направиме правили. неколку парачинки, така? така се малечки. Малечки ќе направиме. Така да има за сите. Па да, малачинки. Малечи- Па мал- може малачинки. да проба и Нина, Да. тако е на диета, така? Малачинки, да. Една не се брои. Точно, гледај. Добро, и сега го ги вртиш? А чекай малку Вака да се црк? попе. Треба Не. со шпаглата така. Гледаш малку така полека. значи. Се надевам ти ќе бидат добри. Гледај. Чекај. Добрички, малце ни се залепи, а? Не, јас сакам да нам Да, да бидеме пребрзо. брзи. Ти Добро. ме... Да, јас те брзам. Не те брзам. Полека. Добро. Шо да правам? Шо да мртам? Ништо. Не, овдека ни треба за кадар, Марк. Сакаш да ги ставиме на таничња? Можеш да стеш Можам. две-три таничња. Добро. Така ќе видиме. Две, три. Гледај. Увели? Леле, какви се? Многу се добри. А све има Ами внатре. танирчињава ти се добри. Па таничња се биоорганско нешто. Какви Сега се? е мода Знаеш да дека од кажеме тренд. танирчињава, не знам дали знаеш дека можеш и над зид да видиш овие како рамки. Супер, е да ги боиш малку така Не бе, како рамки децата. со слика, шо Абе ти е? тоа може, да? Гледај. Да. Нели е добро? Да, оригинал. Гледај То. какви се. Ајде. Спремни се. Бре. Спремни се. И толку брзо, па не, шо Па ќе правиме гледај. муабет после? Што ќе преме обед, не се Да. секирај. Добро. Со полна уста тешко обед. Знаеш ли тоа? Ха? Ќе си правиме муабет за авантурите, ќе ми раскажеш шо како и во Обавезно. првата сезона било, како било. Обавезно. Се сеќавам на таа шарена џамија, тој беше многу интересен да. разговор, нели? Знаеш да ти кажам право, направивме 25 епизода Да. и беа за мене сите добри. Имаше поубави со окей. Така. Се Да, во- секој си одбира. Така, дали крајот го врзува, дали приказните го врзуваат, дали Точно. луѓето кои што се внатра. Јас пак Ај, секогаш- ти можеш да си ставаш вакви дилчиња, а ние да се пресилиме, може тамо? Може да се пресели. Ајде. Што, одиме се таму сили- ние? Да се Не, преселиме. А, не. Не, се силиме само со слика. Гледачите, а Каде ние си тргнете правиме. вие со 4 палачинки? Ајде, Имате чекај. време. Сега крајот, Аха. Само да видиме мала малку декорација, мед. нели? Малку мед. меча. Македонски мед на македонски Македонски. палачинки за македонски луѓе. Стварно е Вуаля. прекрасно. Многу лесно, едноставно, брзо, а вкусно. Добро, дома ти досадува готвењево или? Ја никако, готвиш? никако. Све што е готвењето нормално, јас го готвам. Све што е македонско јадење, Василка ми готви. Па да, да. Браво, поделени сте. Да, И да. што најубаво готви Василка? Гравот што ми го прави, го обожавам. Гравче, тапче или сркано Мусака, гравче? Тава така со зеленчук. Пробува да ме става на, како да На кажам, на диета? диета, ама Тешко јуди. не успева. Ако нема Ма не е месо, цел ден дома, не, затоа. Не, ако нема месо ми треба леп. Тоа е проблемот, треба да има компензација Да, да кажам. компензација Да. некаква, така е. Добро, нема да пробаме? Не. Не, Добро. после Марк, па на Окей. крај на емисијата. Пробајте Можеме? се слободно, Ајде, а пробаме. таман после ќе направите една доза за нас, така ли? Ќе направиме Ајде, втора доза, случај. имаме. Зошто да не пробаат? Имам лажици полесно. Оти Лажички? ова се јади одеднаш, гледај се става Мислиш, вака, гледај, одеднаш? гледај. Хоп. Големо не. И? Што? Прекрасно. За жало. Прекрасно. Епа, Ништо од диетава, бете дома. Марк. Ова е врв. Прекрасно. Океј, да се вратиме ние кои што овде работиме, додека другите јадат, нели? Па после се надевам ќе има и една тура за нас. Каролин Велковски, добре ни дојде. Добро утро. Да, имаш навистина интересна приказна која што ќе ја надоврземе со Марк и некако е поврзано со твоето доаѓање овде во Македонија, нормално твоето потекло од Македонија, со патувањето низ Македонија, колку ја познаваш нашата земја, со тоа каде живееш во моментов и со она што сакаш да го оставиш како печат музички во нашата земја. Добре дојде уште еднаш и драго ми е што те имам во утринската на Телма. Фала за поканата, добро ве најдов. Добро утро и до сите што не гледаат денеска на Телма. Мило ми е што се дружиме денеска. Така, би тргнал од твоето потекло, твоите се од Охрид и од Прилеп. Така е. Веројатно се преселиле во Виена Да. и таму си родена ти. Да.
Каква е твојата животна приказна, барем до сега? Што се однесува до живеењето, до патувањето, знам дека си живееш и на релација на повеќе градови, меѓу другото и Македонија, па ајде малку да ми ја објасниш тоа патешествие. Да, живеем од куфер, тоа е нажалост така. Од една Тоа е страна затоа што нажалост... твоите се занимаваат со таква работа, па Не. животот во куфер или ти си го Не, наметнато? заради мене. Аха, добро. Сама си сум крива. Така? Не, родена сум Виена, така и одрасната, студирав таму. Меѓутоа, љубовта пак ме доведе овде, ама љубовта кон музиката, да речеме. Пеам и сакам да пеам македонски песни на Балкан широм. И затоа дојдов. Ете се враќам цело Некако време. полесно е да се почне кариера овде во Македонија за да те запознаат и нашинците широм Европа па и во светот. Или не можеше да најдеш опција да се пробиеш на естрадата од таму? Не би рекла дека... Која е таа приказна музичка? Не. Едноставно е од што сакав да пеам македонски песни, да има некој нов фазон. Јас имам мој стил, некој и сакав да го доведам овде во Македонија. И затоа еве се враќам овде. Јас никогаш не сум обожала да пеам англиски песни, а не дај Боже па германски песни. Не знам зошто, ама не. Никогаш не ме влечело и затоа еве се Так. вратив. Колку си поврзана со Македонија генерално? Да. Веројатно од дете доаѓаш кај роднини, Да. пријатели и така натаму. Така И следиш се што се случува овде. Гледам, добро го говориш и македонскиот јазик. трудам. Колку ја имаш прошетано нашата земја, да се надоврзам некако Да. на Марк и на Кате. Па порано како дете доаѓавме наравно во Охрид и Прилеп најчесто, пошто имам роднини таму, кои сакам еве да ги поздравам. Така. Но сега еве имам прилика да се шетам па и кроз други градови со настапи, со еве вакви термини, да се дружиме и тоа. Јасно. Фала Богу. И какви се овде генерално плановите што се несуваат до престојот? Како мислиш да ја правиш таа релација? На кој период, наменски да доаѓаш? Те врзува ли нешто, да речеме, животот во Виена? Работиш? Знам дека имаш завршено 2 факултета, ако не се лажам, и дека си работела во една адвокатска канцеларија таму. Да. Измеѓу тоа, да, работев во адвокатски канцелари. Па ја до сега моментално сум пејачка, фала Богу, можам да добро. живеам од тоа и би оставила адвокатура за покасно, кога ќе сум постара, тоа не ми бега. Тоа значи дека со престој генерално на Да. подолг период си дојде на овде кај нас. Да, идам почесто овде, фала Богу, визер лета и до Охрид и до Да, Скопје. да, конекциите Па се не е врзани страшно денес. така, Да. да често доаѓам и многу ми е убаво така, ете, се шеткам помалце. И лесно ми е и вака, може. Може да се тера, дека може, ја вака ќе се терам, А па таму после се ќе видиме. терали во Виена и околу, се разбира, за нашите кои што веројатно сакаат македонска музика и сакаат да излегуваат во клубови каде што има да. македонски забави. Имаш ли Да. почнато пробано да направиш настап, се разбира, таму, за нашите таму? секој викенд пеам таму, да, Аха. и затоа... Да не биди скромна, раскажи ми. Да. Затоа и Кога живеам на почна? релација, значи ја не можам овде да седам, бидејќи имам и таму многу настапи. Почнав пред 2 години, ете точно. Значи ко појдов на тој талент шоу и од тогаш ми почна да речеме кариерава. И така, да. Да. Сега Колку е отворена земја Виена за таленти? Колку има можност да се покажат, докажат сите оние кои што еве конкретно пеат убаво? Има ли таму, да речеме, талент шоу на кој што си пробала можеби да се пријавиш? Некакви има. можности за одскочна daска, што викаме, нели, за старт на некаква кариера? Има, сум била на нешто што се вика Kiwi Contest, тој кој златно славеќе, нешто како дете. Уште има и за возрастни, но не ме влечела таа музика никогаш и не сум се пријавила на таму таков мораш да талент се шоу. представиш со светски хитови, нели? Со светски хитови не ме терало ништо, па не сум се пријавила никогаш. Не викам не за иднина, ама за сега не. Да, имаше успех на наше балканско шоу, Така, трето да. место мислам дека беше. Трети круг стигнав, Трет круг, да, извини, ништо. Да, и навистина публиката можеше да те запознае и Да. како пееш, и како лик, нели? И тоа не само овде во нашата земја, и ширум Балканот, нели? Онаму Да. каде што се следи. Веројатно тоа ти помага да стартуваш онака како што сакаш со музиката и она што знаме дека напоредно работиш и покрај македонските хитови и за српската сцена Да, и така српски е. песни. Да, па Каков е така тој план? Така започнав јас, ете
ми текна сега, реков мора сега да пробам, значи еве факултети ви ги завршив, сега мора еднаш да пробам, се пријавив на Звезде Гранда. Ете дојдов до трети круг, што сум доста поносна, пошто ете викам прето не сум пеала никаде, значи по дома, тоа е тоа. И така ете започнав и сега Колку тоа ти помогна во стартот на кариерата? Помогна доста. Како прво да се однесам со критика добро, да не ме допира толку. Исто така ете стравото, пењето да го исклучам некако и тремата. Така е, тремата да се надмине. Гледаме фотографии, па ќе се надоврзам на овие фотографии кои што ги циркнавме. Се разбира од спонтана промоција која што се случи завчера на твојата нова песна и спот нели направен за таа песна во Штип се случи. Беше навистина весело, барем според фотографиите, така што веројатно имаш пријатели кои што те поддржуваат и колеги, се разбира, и на еден ваков начин си направи промоција, така ли? Така е. Мојата многу добра другарка Симеона, ја морам да ја поздравам за оваа прилика. Ми направи значи многу добро изненадување и затоа во промоција правевме во Штип Кајнезе. Бев на гости таму и многу го си поминавме, да, ми излезе новата песна и испеавме и многу ми беше мило. Јасно. Со кого соработуваш, со кого би сакала да соработуваш? Колку ја следиш нашата сцена во тој дел продукциски? Па моментално моите песни се правени во Виена со Дони Балкан, доста познат на српска естрада, да речеме. И моментално сум многу задоволна, така да не го менувам сега за сега, ама не сум отворена за наравно секакви соработки. Кои, да речеме, од нашава естрада ти оставил впечаток што се несува до песните кои што ти се поблиски и би сакала такви да нели понатаму да пееш, за да можам да осознам кој, да речеме, продуцент од овде би можел да соработува со тебе? Па и наравно Дарко Димитров е наравно извршен продуцент, тука немам зборови, го запознав на диџеј тогаш пред година. Можам да замислам наравно соработка со него, тоа е многу јасно. Иначе многу ми се допаѓаат песниве и пењето нејзино на Антонија Гиговска, например. Да, и во тој стил генерално си и ти. Тој стил го обожавам и да, и младите го сакаат сега, јасно. Тука се гледам во иднина, да речеме. Но сепак ја и многу обожавам да си пеам народни песни. Има многу кавери на TikTok правени, на YouTube, на наши народни македонски песни. Така да не викам не за никаков музички стил. Така, она што сега ти следува е, ќе бидеш на Макфест, но како гостинка, нели? Да проследиш се она што, а бога ми таму се е поврзано со македонската музика одблиску и пред и за сцената. Можеме ли да очекуваме некаква рана најава за учество на некој од нашите фестивали? Не викам не. Отворена сум за секакво искуство. И сега, кога зборуваме за блискиве планови, да, песните се овде, треба да очекуваме да те слушаме низ Македонија по клубовите и кафулињата или на Балканов некаде? Да. Како се одвиваат? Па, фала Богу, имав веќе настапи во Македонија и многу го си поминав. Морам да кажам дека публикава овде ми е пожива, поинтересна, потопла. Да, едноставно е подруго. И весело, И многу ми се свиде овде да настапувам и наравно дека ќе продолжам со тоа и ќе има наравно настапи околу Нова година, мора да има. Значи сега бев малку зафатена, правев и спремав и нова песна која треба уште да излезе до крајот на годината, така да има тука, имаше многу работа, па немав многу време да се посветам на настапиве, но пред Нова година во Везнок има и за Нова година, така да. Да. Марк Де Јанг спомна дека љубовта го остави овде во нашата земја. Дали можеме да очекуваме таква варијанта и кај тебе? Односно, дали си во моментов заљубена и дали можеби момчето треба да биде момче македонче, така ли? Јас ништо не кажам, јас сум... Не, ти ќути си ти кажа сега. Да, заљубена сум, еве ќе го Марк Брисел го остави за Македонија. Ќе го поздравя, еве и дечко ми во нова прилика. Се готово, Марка. Спремај таму рецепти за свадба. Имаме свадба, Имаме свадба, ајде. Ќе биде, се надам. Шега на страна, плановите ти се врзани за да сакаш да останеш овде или сепак бидејќи си родена во Виена, би се вратила и би Не можам, живеела еве таму? викам дека стварно На страна патриотското, нели, така натаму. Дали
или како живот, затоа што до сега си живеела таму? Не, значи ти викам не можам, едноставно имам настапи таму, еве дечко ми пошто го спомна, живее во Чешка, така да јас морам на таа релација некако исто да живеем. Или македонец? Македонец, ама добро. Да, во Чешка Македонец живее. во Чешка. Може. Светот во мало денес. Припаќа денеска добро. Да, игра фудбал и таму. Запослени нема, значи тој време да се шетам многу за мене, така да и јас морам да го посветам тоа време да се шетам. И на таа релација живеем, така да живеем константно Македонија, нажалост и не можам, така да то не ни размислам сега за сега, можда ако има некојаш опција можам ќе размислам. Сега за сега ќе мора да биде и со куферче под рака. Да, живот во куферче. Така е. Та добро, дали за музиката или за љубовта, куферот мора да биде спакуван. Така е. Ти благодарам што спакувавме вака неколку минути во убав разговор и се запознавме со тебе. Ти посакуваме на вистина. Тука сме да поддржиме македонската музика пред се и новите млади надежи, затоа што ни требаат што повеќе. Ќе те поддржуваме и понатаму и секојаш кој има нешто ново би сакале да го презентираме на нашата публика. Ќе дојдам обавезно. Кога ќе дојдеш, да ни се јавиш. Ќе ти се јавам. Сега остани ти, затоа што имаме ние палачинчиња финички. Без палачинки не си одам. Тама работа, ние сме домакинска куќа. Не си мала чинчиња. Мала чинчиња. Денеска, значи си јадеме, може кој сака пошто да си преспива, домакинска куќа. Буквално те кажувам. Но и може малку и да си се распееме, односно музички да си пуштиме една песна, односно твојата ја одбравме Зора. Па после рекламите да видам јас со малачинчињава до кај работа. Ајде видете така. Фала ти. Гледај. Фала ти на тебе. Не го слушај. Само јаболка остана да покажеме од рецепта. Има уште неколку. Ама сите уште малку да потрае рекламиве и тавчето ќе го земам.
Знаеш, кога си на диета, се ти се јаде. Ба чудно, Така. уште И тоа што повкусно не е. си јадел, Ама ти се и јаде. убаво. Уште повкусно И уште е. повкусно Тоа е. е проблемот, знам. А шала Знам. на страна, ова е рецепта за уништување на диетата. Ма не. Ова Ова не е можеш да одолеш. Не, ова е есенска рецепт, што Есенска можат сите рецепта. да го направат. Ама добро е дека имаше јаболка во рецептата, па јас Окей, ти некако Пак ќе се вадиш. брашното го не го слушнав. Не слушаш брашно. Значи диетални се овие Добро. мали чинчиња. Малачинчи. Мала чинчиња. Супер. Знаеш што не те прашава сакав? Во ресторанот во Брисел, што го Да. имаше македонска храна? Да ти кажам право, јас македонската храна ја мешам со европската храна, со европската. Правиш со да, многу правив, да, многу го сакам ајварот. И навистина го наметнував ајварот во рецептите што ги имав. Како сос, Кај како наоѓаш гарнир. ајвар? Да. А? Ти праќа? Во Белгија има ајвар. Има? Па да, големите фирми од Македонија се Аха. како да кажам. Не ги кажуваме, да, доста беше Не, овие, не, сега затоа- ќе си платат, затоа ќе ги кажам- кажам. Затоа Така кажам е, големите големите фирми фирми, ги така е. знаат Да. во Белгија ги има. Да. Не се снаоѓав. Има нешто што е сега не чудно, ама што полека 10 години што сум во Македонија, мојот начин на готвење се смени комплетно. Аха. Во Белгија знаеш имаш све, окей, имаш убави наmirници и свето, ама вкусот не е тоа. Зеленчукот, овошјето и све. Не, точно тоа што го велат, дека не Зачините. е исто, не е ист вкусот на А кога дојдов во доматот, така? Македонија, почнав полека да готвам повеќе со зеленчук, повеќе зачини, свежи тревки и све тоа. И многу подобро ми е. Богатство на Да. вкусови и мириси имаш, така е, точно да, така. да. Помалку месо, ама кога нема месо има леп. А тоа е. А баш кај Љубав леп знае Љубав веројатно леп Василка има. да Точно направи така. и проблема. Така е. Тоа се вика проблем. Проблем. Па мислам го имаме исти од збор сите. Ама љубов е. Тоа е убаво. И љубов е проблем. Така, и љубов е проблем. Проблем кон, нели, кон се што значи убава храна. Така? Точно така, Да. да. Кажи ми сега околу авантурите на Марк, што ќе биде во втората сезона. Сега е кој дел наред? Нели ни кажа струга, ресен, Да, вамо... бевне сега во целиот дел, долниот дел, да кажеме Да. што е убаво да се гледа, кој е убаво времето, кој има уште сонце и све. Полека одиме кај Дојран, Добро. Дојран, Струмица, Гевгелија, ќе се качиме Валандово, Струмица и тој дел почне и после ќе одиме кај има снег. Кај има снег. Ете така. Значи, обиколка на Македонија. Полека, Па полека ама со ја кампер. приметив дека од Фичо малку пораснал работава. Па затоа ти кажа, бевне со Фичо. Односно возилото. Имавне мала автономија, да кажеме, имавне 100 километри далеку, не можевме да одиме. Сега имаме загреваше, да. Сега имаме кампер, можеме да спиме и на лице место, да се паркираме на најубавите места и све. Марку концептот се смени, а поавантуристички е. Да, Така е, навистина. Така е, Да. да. Може, значи, тамо да се готви на лице место, тамо готвам на некаде лице, покрај да. река? Се вади масата, се вади столиците, ајде, Бите готви. ли покрај Радика? Радика уште не. Значи, кога ќе одите покрај Радика, секое патување со татко ми покојан беше до Охрид, од Скопје до Охрид, преку Дебар. Да, преку Дебар, да. Значи, преку Дебар патувавме по 6 часа, ама тој предел е прекрасен. Знам. Радика и тие мали водопадчиња, можеш да си ловиш рибчиња, можеш... Ме чека уште мојот пријатели од Јанче. Значи, обавезно. Да, имаме 3 сонче, А можеш да ме гари и викнеш света. тогаш, а? Ако сакаш, Сакам. да. Епа, За Радика би одвоила ден. договорено. Ќе ми видиш Обавезно. гостинка. Обавезно. Гостинка на снимање. И гид, како се вика гид, водич, ќе ми видиш А, за регион. водич? Па, од кафана до кафана. А, од кафана до кафана ќе се Може, водиме, не? бе, Марк, Ги не е познаваш кафаните проблем. таму? Па ќе ги запознаеме. Добро, заедно со проблем ли убава е? раќа, со- И наум ќе го земеш. И наум ќе Да видиме направиме го ние утре репортажа. скамам се, па така. Може. Ќе не биде проблем? Нема да биде проблем. Добро, Нема да ма да биде работа, проблем. не е проблем. Може Нена тако не е на диета. Не, па некој треба да остане во емисија. Имаме салати, имаме пастрамка, имаме такви Остай го ти за него, нека сиди у емисија. Ќе си уживаме ние, да. Ќе ни ги даш ти или ќе ги носиш дома? Многу е јака, многу. Епа, браво. Добро, браво. значи- Многу ми се допаѓа. Не, кажи Знаеш ми што, само, гледај, кој беше- сите ќе ги ставам во еден тањер, Не, само стварно. за тебе. Не, само за мене. тебе. Само за тебе ќе бидат овие. Вала. Се Ќе му зезам ставиме. сега, Марк. Кај мене нема зезање. Или Нема да ме све, викнеш за Радика, гледам ја или ми се све. наљути, така? Не, никако. Или Добро. све, или ништо. ич. Вала. Да. Така е. Опа, мора. Малку мекче. Македонци што ги запознавам, гледам дека запознаваш и баби, и возрастни Да. луѓе. Тие имаат приказни во себе еден тон.
Колку Сите. години, толку приказни. Сите имат приказни, а многу ми е мерак, многу сум среќен кога ги сретнам, оти јас пораснав кај баба ми во Белгија. И секоја баба што ја гледам така со Шамија? шамија за и све, ми се враќа баба ми Ми буди света. убави сеќавања. Да, тоа е. А баба твоја од каде беше родом? Од Прилеп, Беловодица. Од Прилеп. Беловодица и дедо ми карчи од Плетвар. И секој ден се ја си да е мав. па да. Да, Си мавкал. си мавта, да. И се Да. сакал. И секогаш тоа ми пак ќе кажам, гледаш, срцето ми се стега и да, убава приказна со. Чекај малце, видов пред некој ден таму објава на Facebook дека и кирка ти нели била убава фотографија, некоја споделила и така натаму, лајк за Македонија и така натаму. Точно. Ја натера да дојде да види како изгледа Македонија. Они често Сега доаѓаат. имаш кирка и син? Имам керка и син. Така. Синот ми е 31 година, керка Добра. ми е сега 28 напред и на вистина они често доаѓаат 2-3 пати годишно. Годишно? Ама они доаѓаат повеќе на одмор овде, а знаеш. На одмор? Па паметно шо? Како кажуваше господјата, си имат навики. Така е. Она си има навики Немој во Осијак. таму, во Они си имат навики Така е. во Белгија. И не знам за нив како да е малку тешко да дојдат овде да се навикнат. Немале на овој. баба која што им ги кажувала работите. Јас сум пораснат кај баба Да, ми, откога да. сум роден до 12 години и навистина овие навики се во мене, во корените. Јас јадов патиџан како се јади јаболка. Кромит исто. Имав не кромит, кромит, да, како јаболка. Е тоа ми се навиките од Спомените од детство. Така е, да. И се допаѓа Македонија? некој. Им се допаѓа Македонија на кирката и синот? Бима се убавини во Македонија. Кога доаѓаш одиш, окрит одиш, Скоп, диско, што се кажа? Па тие туристички доаѓаат нормално на моите места. Искрено кажано. Така, не може да не им се допаѓа. Точно Така е, така. така е. Добро, овде завршуваме. Авантурите ќе продолжат Завршуваме, и драго ни е што Добро. да, што Добро. продолжуваат и верувам дека уште многу приказни ќе бидат раскажани. 40 емисии ова година. Опа! Ќе бидат секоја недела 14:40 на Тоа е втора у трета На телма сезона. си како? Втора у трета Така. сезона. Се надевам одиме за трета, четврта, петта. Ке видиме што ќе имаме најубаво да покажеме во Македонија, ќе бидеме таму, ќе одиме, ќе истражуваме и ќе правиме нови авантури со Нормално, со авантурите на Марко. Да, а она што исто ме интересира околу промените, сакам малку да откриеме. Покрај возилото што е променето и покрај тоа што нели ќе се готви на најразлични места и најразлични предели кои што и не се само ресторани, нели ќе биде Јас сакам да кажам, сите мислат оти јас ќе готвам, јас ќе покажам. Јас не готвам, не покажувам. Јас учам. Јас сум може дегустираш, па тоа се гледа, јас не треба да мислам. Не, јас повеќе учам македонските За тамошните јадења. јадења, како се така. подготвуваат. После ќе ги готвам на друг начин, ама сега Собираш влегувам искуства. информација, искуство и Ама и Да. пробано е тоа, нели? За да и тоа искуство да влезе во. Точно така. До мозокот. На сетилата да знаат. Сетилата да точно, знаеш како треба да изгледа и на вкус. Колку луѓето се достапни, колку тие сакаат да се презентираат и да го презентираат Премногу. она што тоа го знаат. Колку е тешко да се најдат вистински ликови кои што нели Не е тешко никако. Да ви кажам право, кога влегувам во еден град директ, како да ме чекат, како да сум пречекен. Не, малку Тито, не знам, ми се Така да случи чувствуваш? чудо. Браво. Да, Кате, не знам како може да се објасни тоа, навистина имам среќа, луѓето ме сакаат и ја многу ги сакам. И мислам оти тоа е взаимно. нешто Се што гледа. Така е, што се взаимно гледа, е. што се Така е. пренесува, они ми Така го е. дават, јас му давам и тоа е нешто хемија што се направи од почеток кога Јасно. дојдов во Македонија и многу сум среќен за тоа. Супер. Да. Одлично. Верувам дека ќе биде успешна, како впрочем многу поуспешна од првата Уште поуспешна, сезона. одиме само Беше напред. гледана првата сезона Така е. и навистина убав проект. Така е. Честитки уште Фала еднаш и те очекуваме наскоро повторно овде со некој ново изненадување. Знаеш што, за овие како мене што заборавија до пола пат колку сме, 20 минути сме на телевизија. 20 минути? Не, или пола сат. О, не знам. Добра. Ја толку бе. Кажи ми како беа ова со палачинките, Ова, пошто сите рецептот. убаво. Јас запамтив дека има јаболко и Рецептот. не знаеше како е ставено во шишето јаболко, Браво. па рековме дека е блендирано. Не. Кар, мајки не сме више да Пошто пробува. 3 пати праша, стварно јаболко има, веројатно не знаеше како е приготвено. Добро. 250 грама брашно, едно јајце, 10 грама путер, 20 сантилитар млеко, едно јаболко излупен, да молам, едно парче тиква исто излупена, внатре, изблендирано све, малку цимет, малку шекер, оставате да се става на страна пола Пола сат, сат. додавате малку прашак за пециво, убаво мешате и уште очекувате уште 10 минути и ајде, одиме. Мала Истинската и чинчиња. печена. Мала чинчиња, Така е. точно така. Мала чинчиња. Малку лешници, Значи, ова е малку мед. мое. И Знам јас своето. уживајте. А ова е твое. Не се Не, борете, не се изедов борете. јас овие Колку ќе ги колку споделам. изедовте до сега? Имаме уште
да направиме неколку до крај. Им кажеме чао. Тешко на нас. Чао, со Марк, диетата. фала. За Кај жал. сме? Фала, Марк. Тамо. Поздрав, екипа. Поздрав. Утре повторно со утринците гледаме на недела. Телно 5 до 7. Чао. Чао, чао. Чао, чао.